Во периодот од јули до денес, односно после самитот во Баку, владата сериозно го интензивира процесот на имплементација на препораките на УНЕСКО. Се работи за сериозен и комплексен процес кој бара фокусирана посветеност на сите засегнати чинители: владата, општините, граѓаните, невладиниот сектор. Од јули до денес можам да ги потенцирам следните значителни исчекори: времен прекин на сите градежни работи и легализација на територијата на Охридскиот регион, се финализира планот за управување со природното и културното наследство, што делови, односно сегменти клучни ќе ги презентира државниот секретар во Министерството за животна средина. Се финализира регистарот на дивоградбите во Охридскиот регион, односно Охрид и Дебарце е завршен. Очекуваме до крајот на месецов да ги добиеме информациите и од општина Струга. Се решава проблемот со колекторскиот систем. Со ребалансот на буџетот владата одвои 50 милиони денари за јавното предпријатие колекторски систем за ова фискална година, како и дополнителни 88 милиони за финансирање на долговите на поранешната Проаква. И петиот елемент, клучен, важен, се формира меѓудржавно тело за заедничко управување со природното културно наследство во Охридскиот регион заедно со Република Албанија. Во изминатиот период од неколку месеци значително е интензивирана комуникацијата со Центарот за културно наследство и со УНЕСКО, се со цел навремено да бидат информирани и споделени информации, размислувања и препораките, се со цел за да можеме во февруари, кога ќе го поднесеме прогрес извештајот, да имаме дополнителен прогрес во тој дел. Се разбира, со извештајот во февруари не завршува целата работа, продолжува и до следниот самит на УНЕСКО во Кина, но се разбира и после тоа.